Оваа година по 51 пат повторно се одржува фестивалот за народни инструменти, песни Пеце Атанасовски. Оваа година, како што споменавме, повторно се враќаме во Долнени, како што напоменавме лулката на гедаџиството, односно Долнени како топоним кој што подразбира, кој што се спомни Долнени како топоним се подразбира гајдата. Оваа година имаме доста активности, како фестивалските вечери во сабота и во недела, во сабота од 18 часот, во недела од 10 часот на Долненска Рудина. Како пропратни манифестации ни се семинарот, кој што од понеделникот до петок се одржува во интернатот Орле Чопела. Во петок ни е симпозиумот, научниот симпозиум на тема Фолклорот во минатото и денес, каде што имаме и оваа година доста богати содржајни трудови. Исто така во петокот има концерт на нашите гости од Австрија, оркестарот Александар, кој што ова година во организација на Центарот за култура Марко Цепенков на летната сцена во Марко Цепенков ќе има свој концерт. Исто така дента во петокот ни е ден за промоција на она со што фестивалот од годинава е на едно скалило, на еден пиедестал повисоко, односно со самото влегување на гајдата, музицирањето и изработката на гајдата во репрезентативната листа на УНЕСКО како нематеријално културно наследство. Со самото тоа фестивалот како најстар фестивал од овој карактер, кој што ги негува конкретно гајдата како народен инструмент, добива многу повеќе на значење и многу повеќе има простор за развивање и, како да кажам, за едноставно промоција на она што досега веќе го негува фестивалот. Значи, уназад 3 месеци селекционата комисија за во состав доктор Стојаче Костов и јас посетивме преку 300 учесници и од нив селектиравме одредена група на учесници кои званично имаме 300 учесници, односно 298 учесници на фестивалот годинава. Можеме да се пофалиме годинава дека имаме многу нови групи, многу млади учесници, гајдаџи, тапанџи и навистина, мислам, тоа она што ќе го понудат на овие два фестивалски дена ќе биде нешто атракција и преубаво. Ни доаѓаат навистина интересни деца кои навистина од регионите од кај што доаѓаат носат своја традиција и своја култура, носена со генерации уназад. Кој е најстариот? Имаме стари над 85 години, а може и 90 години, не знам едниот колку е, ни доаѓа од Радовиш, имаме и најмлади од 5 години па нагоре. Имаме едно изворедно гајдаџиче на 8 години, навистина ќе тоа може само да се доживее и да се слушне како тоа дете свири. Да, групите доаѓаат од цела Македонија, значи поканите се гости од цела Македонија. Сите се представуваат со својата традиционална култура. Имаме тука пеење, свирење, оркестри, поединечни настапи на учесниците. Тоа е тоа генерално. Имаме и странски групи, еден возрастен над 80 години претпоставувам, холандјанец кој свири наша музика, ќе свири на гајда, и групата Александар која доаѓа од Австрија и ќе настапи со македонска програма. Па бога ми, гледам како што можеме да забележиме, имаме доста солидни деца кои од година на година ќе бидат се поатрактивни и по-добри. Тоа заинтересираноста е навистина голема. Некои и сами се јавува, како на пример детенце во ова што ќе ни дојде 8 годишно со неговиот учител. Тој е, иако е од Кочанскиот крај преселен во Гевгелија,
Така добро го научил детето да свири, а тој за жал неки може да не свири, има здравствени проблеми, ама затоа пее изморедно. Ке го слушнеме тој како пее во придружба на детенцето. Како и неколку години наназад, и оваа година во рамки на фестивалот за народни инструменти и песни Петце Атанасовски се одржува и семинар за народни инструменти и песни, кој што го раководи професор доктор Родна Величковска, која што ќе работи народно пеење. Потоа професор доктор Горан Чоангелов, кој што е заложен за народните инструменти, магистар Горан Василевски, кој што ќе има теоретски предавања од областа на етнологијата, и јас како дел од целата екипа. Овие изминати неколку денови, вклучувајќи ги и петокот и саботата, работиме на вистина пренесување на одредени инструментални и традиционални мелодии, односно поврзани со народното пеење и народната музика. Интересот е голем, затоа што имаме десетина млади од Прилеп и околината, кои што сакаат да ја изучуваат народната музика и тие се веќе на некој начин упатени во оваа наша проблематика, значи дел од нив ги познаваат и народните инструменти и народното пеење, но овој семинар служи како едно надоградување на сите оние кои што сакаат да научат повеќе во врска со народните инструменти и народното пеење. И секако тука ни се и гостите од Австрија, кои што и тие се желни да научат, инаку се работи за странци кои што сакаат да ја учат македонската музика и од нив се покажува исто така голем интерес и нормално тие тоа што ќе го научат во иднина и ќе го презентираат понатаму и во Австрија и нели на секаде кај што ќе настапува. Па ја најнапред ќе кажам дека од мој аспект е престиж да се учествува на фестивалот основно од нашиот светски познат гледач Петце Атанасовски и самата комисија која го проследува настапот на споменатите уметници, млади, повозрастни, не е толку ригорозна, туку таа напротив гледа да ги стимулира сите оние што одвојуваат од своето време, доваѓаат на свој трошок, а сето тоа е резултат на оно што тие искрено сакаат оваа музика. И ја малку ќе направам една корекција, тоа враќање кон корените или враќање кон минатото, не можеме така да го дефинираме, дека сега веќе има малку поголем интерес кај младите и керелот, уште по младите и средните генерации, туку тоа е само еден инстинкт или чувство за задржување на оно што било дел од нашиот ген, од нашиот код. Тоа што значи? Дека овие млади на директен или директен начин доаѓаат во контакт со народните инструменти, зурула, кавал, гајда, тапан, тамбура, кемане, и може би кај нив преработува нешто кое што значи нивен индивидуален придонес кон зачување на оно што некои пред нас го негувале, го зачувале и го пренесувале. Тоа подразбира дека и како сме среќни дека навистина има и млади, како што рече професорката, од 8 години и не е важно тие колку свират виртуозно или колку убаво свират, затоа што некои од нив се почетници без разлика на возраста, меѓутоа тие се потенцијални идни презентери и промотери на изворните инструменти и музика и песна, не само овде, не само во нивниот регион каде доаѓаат и каде делуваат, туку и надвор од Македонија. Тоа подразбира дека основната културолошка и културна мисија на секој негуваш на традиционалните вредности, пеење и свирење, е наш промотор каде и да се појави. Бидејќи тој каде и да се појави свири нашата музика, го зборува нашиот јазик преку инструментот, со тоа го, да речеме, шириме она незнаење надвор од овие простори за нашиот идентитет и за она што е градено навистина со векови наназад и она што одолеало на секакви преси и политички и културолошки кои биле резултат на оние движења кои се случувале на нашите простори.